Приказни од тајната градина. Бедена приказна. Втор дел од приказната. Тијана и тајната на пчелките. Во овој дел, Тијана и Жуни ќе ни покажат зошто пчелите се важни за природата. Исто така се истакнуваат и нивните квалитети: упорност, ред, тимска работа. На крај пораката е: и ние треба да учиме од нив да бидеме трудолюбиви и добри едни со други. Започнуваме. Како ја вкуси првата капка од медот на дедо Митре, Тијана се претвори во пчелка и заедно со Зуни влета во срцето на кошницата. Но сега не беше време за летање, беше време за учење. Добре дојде во нашата работилница на животот, рече Зуни и направи круг во воздухот. Да ти кажам дека овде секоја пчелка има задача. Ајде да те запознам со нашите вредни пријателки. Ова се нашите чистачки пчели. Во првиот дел од кошницата неколку млади пчелки весело чистеа со своите малечки нозе и крилца. Што прават овие пчелки? Праша Тијана љубопитно. Ние сме чистачки, одговори една од нив. Се мора да биде стерилно и блескаво пред да пристигне медот или новите пчелки. Одеднаш Тијана се сети на тетките што ја работеа истата работа во градинката. Колку само се важни овие тетки. Негователките. Во следната просторија, пчелки нежно се грижеа за мали белкасти ларви. Овие се нашите негователки, рече Жуни. Тие се како воспитувачки. Не хранат, се грижат и им пеат тивки песни. Тијана се насмеа и се чинеше како да е повторно во незината градинка и се сети на ликот на Нана, незината негователка. Градежничките. Овие пчелки внимателно градеа восочни шестоаголници. Овие се архитектите, извика Зуни. Секоја келија е совршено мерена. Природата никогаш не греши. Тијана веднаш се потсети на незините вредни воспитувачки. Колку убаво и тие ја украсуваа незината градинка. Собирачките пчели. Надвор, до влезот на кошницата, пчели се враќаа со корпички полни полен и нектар. Тоа е мојата работа, рече Зуни гордо. Летам од цвет до цвет и го носам назад најдоброто од природата. Матицата. Во средиштето на кошницата лежеше кралицата матицата. Таа беше голема, мирна и со блескав изглед. Јас сум мајка на сите овие пчели, рече Тивко. Го чувам животот тука.
Тијана се поклони со почит. И тогаш се појави едно дебело пчелче со малку поинаква форма, со тркалесто лице и големи очи. Јас сум Пепко, трутот, се представи. Може би не чистам или летам, но имам друга важна задача. Кога ќе дојде време за нова матица, сите се потпираат на мене. И затоа кога ќе посакам, си јадам мед. Кога излезе од кошницата, а сонцето повторно ја огреа во човечка форма, Тијана ја погледна теглата со мед. Сакам и јас да помогнам, не само да учам за пчелките, туку да му помогнам и на дедо Митре со медот. Жуни се насмеа. Тоа значи дека си подготвена за следниот чекор, медарницата. Секако, само да го најдам прво Талеј и одиме во медарницата. Но тоа во следната приказна. Следи Талеј, чувар на природата. Оваа приказна е направена за правилен развој на нашите деца. Продолжува. Изразуваме благодарност на дел од пчеларите на Поречка Матица. Затоа и ви предлагаме да го пробате најубавиот мед собран од едно еколошко поднебје. Лице за нарачка Митре Јосифовски. 070 311 228